Изиграна од државата, 33 годишната Охриѓанка Марија Шиниковска, која е самохрана мајка и жртва на семејно насилство, среде зима ќе остане на улица со 3 малолетни деца, бидејќи не може да се всели во социјалниот стан кој е доделен. Како лице со социјален ризик, Владината комисија за станбени прашања на 14 јануари годинава донела решение со кое на Шиниковска и се дава под закуп стан со површина од 30 метри квадратни, се додека не го реши станбеното прашање. За да го користи станот во рок од 15 дена, требало да склучи договор за закуп со акционерското друштво за израда и стопанисување со станбени деловен простор подружница Охрид. Но ништо од тоа. Станот кој го добила од државата нема имотен лист. Нека ни кажат веќе, ако имаше проблем зашто ми го доделија овај стан, нека ми доделија други стан. Ако имат проблем со имотен лист. Се мислам дека ќе завршиме на улица, не ми е за мене, ми е заради децата. Да не завршиме на улица, а каде ќе име ова зима ние. За ова Марија писмено се обратила до сите надлежни институции, но одговор нема. Дали некој ќе сноси одговорност за ова непостапување и живување врз мене и моите деца? Зарем малку беше семејното насилство, па сега уште и насилство од институциите да трпиме поради нивната неспособност да најдат решение и конечно да се вселам во доделениот стан, стои во писмениот допис на кој сите се оглушуваат. Да биде маката уште поголема, самохраната мајка со помош на добри луѓе успеала да го опреми празниот стан, за на крајот уште невселена да и го одземат клучот. Само од другиве организации што ми помогнаа многу, што ми излегува во сусрет за храна и за све. А моментално сега останав и без работа. И додека Марија, која од денес е без работа и се мисли каде да најде покрив над глава за своите деца на една 3 и 5 годишна возраст, директорот на акционерското друштво за израда и стопанисување со станбени деловен простор подружница Охрид Благоја Гроздановски вели дека ова е еден од становите за кои со записник и комисија е извршено примопредавање од Министерството за одбрана на предпријатието. Станот нема имотен лист. За ова го известив и државниот правобранител Вели Гроздановски, кој тврди дека покрај овој уште неколку други станови и во останатите градови кои ги добили од одбрана се без имотен лист. Тој упатува проблемот да го реши владата. За сето ова ќе ги известам сите можни домашни и меѓународни институции кои се грижат за заштитата и правата на децата, како во Македонија се кршат основните човекови права и како една жртва на семејно насилство со своите деца ќе заврши на улица, вели Шиниковска.